темата брз прием во НАТО, особено под можноста под референцијата поранешна Југословенска република Македонија и добивање датум за отпочнување преговори со Европската унија, се уште актуелна тема, особено со зголемената дипломатска активност на новата влада и особено со најавите за доаѓањето на Нимиц, најпрви во Македонија, потоа и во Грција. Значи, еве нова тема, разговараме со професорот Тони Десковски, најповикан, инаку автор на идејата за тужба на Грција на Меѓународниот суд на правдата за прекршување на времената спогодба, каде што Македонија извојува една голема дипломатска меѓународна. Добро вечер, и добар ден во вестите на ТВ Нова, професоре. Како ја цените ова наша зголемена активност на новата влада? Дали е тоа само еден, како да кажам, оптимизам што секоја влада нова го носи со себе, која ќе се соочи на крајот на краиштата со истото со кој што претходните влади и особено на меѓународниот фактор кој покажува на некој начин интерес што новата влада може да направи. Какви перспективи ни се отварат пред нас? Добар ден или добро вечер, како и да е. Благодарам за поканата на ТВ Нова. Прв пат сум ваш гостин во ова студио. Пред било што да се каже за очекувањата од вака зголемената дипломатска активност, мора да се постави контекстот во кој што се наоѓа Република Македонија во моментов. Имено, изборот на новата влада не беше само чин, обичен чин на изборна влада, како што сме имале безброј досега, туку беше со многу големо значење, имено тоа е воспоставување на една легитимна извршна власт како дел од оној пржински процес. Со постигнувањето на таа цела, суштинската цел на пржинскиот процес беше воспоставување на легитимна власт и затоа започнување на реформи за отстранување на недостатоците кои што беа констатирани во извештајот на Прибе, извештај кој што беше изработен на барање практично на повик на нашата претходна влада. Сега, неопходниот услов за тоа беше избор на ваква влада во ново конституираниот парламент со постојната политичка конституција. Во тој контекст, новата влада доби широко отворени раце и голема поддршка од западните сојузници, бидејќи тие сега имаат легитимен соговорник за вториот чекор. А вториот чекор е враќање на Република Македонија со секојдневна работа на евроатлантската агенда, евроатлантскиот програм и евроатлантската интеграција. При тоа, веднаш по изборот на владата, премиерот беше примен на највисоко ниво на повеќе адреси во Брисел, со што јасно беше укажана поддршката која што ја добиваме таму. За такви вибрации говори заем дека ги добива од меѓународниот фактор, дали добива и конкретни некои поддршка или тоа е само дипломатски на некој начин? И вибрациите и поддршката беше конкретна. Точно е дека се изразува символично, меѓутоа од сите посети зарачеше оптимизам и зарачеше пријателски тон. Тоа треба да го имаме предвид. Да не забораваме дека во изминативе 2-3 години нашиве премиери, министри им беа откажувани посети во последен момент и така натаму. Ние бевме во еден дисонантен тон со западните сојузници. Сега влеговме повторно во некаква хармонија и тие се свесни дека во овој момент не смеат да ја остават Македонија сама, ниту па македонската влада и ова парламентарно мнозинство смеат да го остават само да си го изнаоѓа патот. Напротив, патот ни е трасиран и онака со пржинскиот извештај. Така е, професоре, но сега се говори за можноста членството во НАТО да биде под референцијата поранешна Југословенска република Македонија. Така се створи една клима и тоа ми се чини од пред некоја година, уште на еден од самитите во Њујорк. Американците како да ја промовираат таа теза. Помина година-две, се повеќе се актуализира во некои научни кругови, па дури во Америка за таа теза. Но при посетата на Заев на Брисел во НАТО, повторно од генералниот секретар ми беше кажано додека нема компромисно решение со Грција, не можеме да се надеваме на тоа. И отпочнувањето на билатералните средби во Грција, нашиот министер за надворешни работи доби сличен одговор дека тешко без компромис за името. Една мала корекција.
Нашиот премиер доби порака дека според постојната состојба и според постојниот заклучок, а се уште е во сила заклучокот од Букурешт, меѓутоа според постојниот, кој што не мора да биде таков во иднина. Таа е ситуацијата и второ, потребна е согласност од Грција. Тоа се две многу битни финиси. Може да ги објасните? А прво, заклучокот од Букурешт може и да биде сменет. И тоа е тоа што во моментов станува актуелно. Имено, ги напоменавте научните иницијативи, меѓутоа иницијативи и на универзитетски професори од Соединетите Американски држави кои што се значајни играчи на регионалната сцена, како што е несомнено, например, Едвард Джозеф од Меѓународната кризна група. Знаете, дека Меѓународната кризна група е невладина организација, меѓутоа е невладина организација со големо влијание. Токму еден од тие предвестници на новите движења е тој во еден напис во магазинот Foreign Affairs во кој што инсистираше на ова. Република Македонија мора да влезе брзо во НАТО, за тоа е потребно да се пробие грчката блокада и патем речено, точно е дека Грција е во кршење на времената спогодба, во која што времена спогодба има согласност неизина како Република Македонија да влезе во НАТО, во Европска унија или во било која друга меѓународна организација. Таа формула за која што Грција има дадено согласност уште во 95-та година е под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Тоа е тоа што сега почнува да ја динамизира работата. Дали тоа значи дека пресудата на Меѓународниот суд ќе дојде повторно да стане алатка со која што ќе се повикуваме? Апсолутно. Која беше на некој начин политички маргинализирана од меѓународниот фактор до сега? Мора да се призна една работа. Пресудата беше маргинализирана, а од две причини. Прво, заради тоа што нашата влада одлучи така, веднаш по пресудата, веројатно незадоволна од фактот, ова морам да го кажам отворено, што во суштина пресудата беше издействувана со одбрана на еден надворешно политички концепт кој што е поставен уште од првиот министер за надворешни работи на Република Македонија, професорот Денко Малески. Тој концепт е преточен во времената спогодба и имав моето лично чувство беше дека владата во тој момент не беше среќна со таквиот концепт и уште помалку и представуваше некаков предизвик да продолжи да го брани. Но тоа е тоа. Второто што ни се случи е да имаме лош развој на односите внатре во Република Македонија. Ќе ве потсетам дека во 2012 година, негде на почетокот на декември, добивме можеби најоптимистичен извештај на Европската комисија и заклучок на Советот за општи работи на Европската унија, во кој што имаше некоја рамка од 6 месеци во која што ќе се преиспита за прв пат нашиот влез односно отварањето на преговори со Европската унија. И во тој контекст беше и оној, по мене, многу поволен предлог на Метјо Нимиц, за кој што според она што го објави Бирн, значи јас не сум го видел директно, она што го пренесува медиумите, а тоа е за некакво модифицирање на нашето уставно име во Горна Република Македонија, и тоа само за употреба во меѓународните организации. Значи не ни во билатералните контакти, туку само за во меѓународните организации. Мултилатералните меѓународни организации. Она што се случи 10 дена зад извештајот на Советот за општи работи, ни се случи 24 декември и Република Македонија тргна по еден друг пат и се соочи со внатрешни проблеми заради кои што воопшто и веќе не можеше да се разговара за НАТО или евроинтеграција. Добрата вест од ова што ни го соопшти генералниот секретар на НАТО, од ова што ни го соопшти Коцијас во Грција, е дека конечно некој се сеќава за НАТО и евроинтеграциите на Република Македонија. Ние се враќаме на агендата.
Најмалку 3 години ние бевме во аут. Сега се враќаме назад и сега се враќаме на тоа што треба да се направи. Освен ова мултилатерална на некој начин за кој што говоревме, после тоа веднаш следа билатералните посети на МНР во Грција и на делегација владина во Бугарија. Една па друга да ги објасниме малку како помина во Грција, барем според информациите на медиумите, како да не беше сјајна таа средба, не донесе никакви нови сигнали од тамошниот министер за надворешни работи, имајќи предвид дека тие секогаш даваат такви изјави. Но се ова што говорите вие, нови вибрации, за кои што говори Заев и вие, една нова клима на поддршка, дали е таа реална, дали тоа значи дека и покрај таквите изјави на грчките представници, сепак ќе биде и Грција притисната, барем малце посилно, како што досега Македонија беше притискана за барање на компромис. Токму тоа е поентата на ова што го кажувам, само една мала дигресија во посетите во Брисел и секаде. Добивме две пораки за две задачи. Прво, внатрешните реформи, за кои што Европската унија ќе ни пружи и техничка, и помош во луѓе, секоја можна помош. И присуството на Прибе во Македонија, доаѓањето на Хан, се дел од тој процес. Меѓутоа, тоа во овој момент не ни е интересно и затоа ќе го тргнеме на страна. Поинтересно е другиот дел. Влезот во НАТО, а во тој контекст проблемот за името. Сега, во контекст на решавањето на или одмрзнувањето на НАТО интеграцијата, а во врска со тоа решавањето на спорот за името, нужно ќе биде сега ново препоставување на Република Македонија спрема Грција. Дел од тоа беше првата посета на министерот за надворешни работи, кој што не донесе спектакуларни работи, меѓутоа не беше ни за очекување да добиеме спектакуларни работи. Она што го добивме е порака од Грција дека таа се уште се потпира на консензусот од Букурешт. Консензусот од Букурешт, ова морам да го кажам, бидејќи наша јавност има впечаток дека не е до крај запозната со тоа што ни се случи во Букурешт. Имено, во Букурешт имаше консензус дека Република Македонија треба да влезе во НАТО, меѓутоа имаше еден друг консензус. Земјите членки говорите. Да. Консензус на сите земји членки со Грција и нивна поддршка за Грција. Вклучително и од Соединетите Американски држави. А тоа е дека е изнајдена формула за спорот за името. Таа формула е грчкиот предлог нашата земја да се преименува во Северна Македонија, односно Република Северна Македонија или Република Горна Македонија, како милувате, нив тоа име се едно. И дека за да бидеме принудени да го прифатиме тој грчки предлог, кој што по оценката на сојузниците е фер компромис, е логично да и се дозволи на Грција да ни стави вето, да преговори на нашиот прием, со цел да не мотивира. Инаку во спротивно, јасно е дека Република Македонија може во недоглед да ги влече работите. Она што нив ги изненади е нашата реакција, прво одбивањето на предлогот Република Северна Македонија, кој што морам да кажам, не е случајно ставен на маса. Тоа е предлог кој што е прифатен од еден наш премиер во 2000 година, од премиерот Лјупчо Георгиевски, кој што преговарал со владата Сибитис баш за Република Северна Македонија. И одеднаш сега малку ги збунивме веројатно сојузниците, еден премиер прифатил, подоцна овој други вели не никако. А за тој предлог тогашниот премиер во 2000 година Лјупчо Георгиевски немал никаква поддршка во државата. И нема ни денеска за волја на вистината. Во тој контекст, ова го кажувам за да не ги осудуваме сојузниците зашто тие Република Северна Македонија го сметаа за фер решение. Што има сигнал од овде дека може да помине. И не само тоа. Имајте предвид дека во Македонија имаше двајца председателски кандидати во 2009 година, кои што со таа платформа излегоа на председателските избори. И Нано Ружин, и Љубомир Фрчковски, токму со таа платформа излегоа. И поминаа како што поминаа. Денеска е јасно дека
Република Северна Македонија не поминува. Во нашава држава тоа не е можно да се случи и тоа има јасно на сојузниците. Дека има јасно сведочи модифицираниот предлог на Немец од 2013 година, кој што според она што е објавено во Бирн, значи, јас повторувам, не го имам ни преку влада, преку никого не го имам добиено онака како што го имате и вие и јас преку медиуми. А тоа е Горна Република Македонија, што е суштински различно од Република Горна Македонија. Значи, Република Македонија, колку што знам, треба, според нашите очекувања, подобра варијанта, бидејќи го изразува карактерот и перманент, како се га континуитетот на државноста, нели? Ако не се лажам. Не само тоа. Горна е придавка. Ако ја ставите придавката пред Република Македонија, го добиваме така. она што Грција сака да го добие, а тоа е наше омеѓување во регионот Македонија, што и не е спорно како такво, меѓутоа не мора да произлегува од името. Во исто време овозможува можност за преку грчко влијание да се создаде проблем со нашиот идентитет, а основата на идентитетот е името. Ние, Македонија, не сме ја одбрале зашто ни паднало од Марс. Не го избравме името 91 година. Ние го одбравме името Македонија зашто сме македонци и живееме во Македонија. Во тој дел во кој што е од регионот Македонија во кој што припаѓаме. Така. И спремни сме, односно, тоа би требало сега новава влада да го декларира. Очекувам тоа да се случи или тоа да биде една од задачите, барем спрема Грција, јасна порака од нас дека прифаќаме, сме свесни, како што сме прифатили секогаш, дека Република Македонија е една од земјите кои што се наоѓаат во географскиот регион Македонија. Во тој географски регион најголемиот дел го има, половината го има Грција, едно мало парче има Бугарија, нешто минорно има Албанија. Грција тоа од нас го очекува. Дека Македонија, како таква, не е наша татковина, туку Република Македонија. Република Македонија држава, Македонија е географски регион. Тие се две различни работи. И во тој контекст да се обврзаме дека нашата Република Македонија нема никакви аспирации, дури ни преку името, кон регионот Македонија. Професоре, почнеме за притисокот. Мислам дека не да објаснивте. Значи, битката за Република Македонија може да е долговечна, долготрајна, како што била и битката за сегашна Македонија. И нема да се откажеме, веројатно, ние на влада од тоа. Тогаш во дипломатските кругови, она што ќе се смета дека е притисок и делумна победа кон тој пат, е што, користејќи ја пресудата од Хаг, да се маргинализира Грција, да и се намали функционалноста таму каде што е таа членка, што е многу тешко, дали на тоа треба да сега? Токму на тоа. Значи, многу работи можеше да се научи од телеграмите на Wikileaks и меѓу другото дека како и ние и во грчката дипломатија се смета дека не преговараме ние и тие, туку преговараме ние со Соединетите Американски држави и тие со Соединетите Американски држави. Тоа е несомнено. Сега, ако е таква ситуацијата, нашата шанса е да се свртиме кон сојузниците и со една изменета дипломатска стратегија да ги артикулираме нашите интереси. Во таа нова дипломатска стратегија клучна алатка, клучно средство, клучна точка е пресудата на Меѓународниот суд на правдата. По две основи. Првата, дека согласноста на Грција за наш прием во НАТО и во сите меѓународни организации Не сме да го спречува. Е под формулата од времената спогодба. Меѓутоа, второ, уште побитно, поболниот дел за Грција. Иредентизмот? Иредентизмот. Дека нема иредентизм. Имено, ние сега имаме чиста ситуација, да му се обратиме и на Коцијас и на кого сакате во светот и да им објасниме дека во односите помеѓу овие две земји има една која што е насилник и прекршител на правилата и една која што е жртва. Во овој момент или до овој момент
Перцепцијата во меѓународната јавност е дека насилникот сме ние, жртвата е Грција. До судската постапка во Хаг, Грција успешно презентираше пред западните сојузници прво дека во времената спогодба има некакви обврски за нас кои што нигде не постојат внатре. И второ, тврдеше дека таквите обврски сме ги прекршиле. Тоа што им се случи во Хаг е благодарение на нивната одбрана, судот да пресуди за сите нив. И прво да пресуди дека такви обврски не постојат, а оние што постојат ние не сме ги прекршиле. Например, Грција тврди дека ние сме се сложиле да не именуваме објекти по антички личности. Добија пресуда прво дека таква обврска нема, а ако нема, секој применување во објекти со имиња на антички личности е дозволено. Со нивна согласност. Внимавајте, со нивна согласност. Тоа е тоа што Република Македонија мора да го направи. А што е најстрашно за Грција, по нивното тврдење, сите тие измислени повреди чинат дел од една иридентистичка шема. Дури и нивното тврдење, што е спорот за името, е дека треба да најдеме ново име, кое што нема во себе да вградува иридентистички компоненти. Околу тоа не се слагаме. Така. Нашата влада мора јавно да адресира. И сега и на Нимиц да му адресира. Првиот дел од преамбулата во било каква спогодба за името мора да биде на барање на Грција. Бадентеровата комисија утврди дека името Македонија не вклучува иридентистички аспирации и ние не бараме решение за иридентизмот на Македонија. Го споменавте Нимиц, на некој начин тоа беше мотив да почнеме да разговараме за оваа тема околу спорот со името, очекувањата за членство во НАТО и во ЕУ. Зошто доаѓа Нимиц? Што очекувате вие од тоа и дали му е предочена оваа пресудата од Хаг и дали он е запознен и дали веќе има аргумент повеќе во посредувањето меѓу двете страни? Нимиц е, значи, дипломат од највисока категорија, супер искусен и тој и пред да биде објавена пресудата, сигурен сум дека многу добро знаеше што ќе биде. Бидејќи имаше усно рочиште, двете страни ги прикажаа работите и со месеци однапред се знаеше што ќе биде. Повеќе или помалку пресудата. Она што го носи во Македонија е токму ова што го кажав. Потребата, значи во овој момент, Соединетите држави, НАТО сојузниците, тие имаат потреба Република Македонија да биде интегрирана првенствено во НАТО. Првенствено во НАТО. Зошто? Заради состојбата со Русија и конфликтот со Русија. Република Македонија има една среќна околност со која што можеше до сега да профитира многу, а тоа е да биде првиот бедем спрема Грција за одбрана од напливот на бегалци. Немојте да заборавите дека Грција одби да го постави тој бедем во бегалската криза, па со помош на европските сојузници бедемот беше поставен на нашата граница спрема Грција. Ципрас тука одигра прилично на руска страна, овозможувајќи бегалците слободно да влегуваат и да поминуваат, со што ја дестабилизираше Европа. Да. Тоа е реагирано и точно се знае кој го понесе товарот. Тоа ги потикнува американците сега да имаат еден друг однос. Република Македонија, апсолутно. Пред нас престои ново редефинирање и конечно, јас мислам, пацифицирање на Балканот, значи смирување на тензиите, а кој беше изворот на сите тензии во изминативе 30 години на Балканот? Србија. Поддршката за Вучич, за неговата председателска кандидатура, отворена беше за да добијат јак човек во Србија кој што ќе може да ги повлече тешките потези. Тешките потези е откачување на Србија од источниот воз, од источниот колосек и незино придвижување кон запад. За сметка на Николич, мислите, да? Апсолутно, не само за сметка на Николич, за сметка на сите други проруски структури во Србија. Тој се уште ги нема сите. Тој ќе биде тежок процес. Во рамките на тој процес, Република Македонија има многу битна улога, бидејќи
е на границата со Србија и на границата со Косово. Дел од тој процес на пацифизирање на Србија ќе биде признавање на Косово и вртење на Србија не само како кон Европска унија. До сега ги толерира во тоа Европска унија и воено неутрални, меѓутоа ќе се види дали сум во право многу скоро, во рок од неколку години, Србија пред да влезе во Европска унија мора да влезе во НАТО. Можеме ние пред за да видиме, сигурно. Шансата ни е пред нив. И планот е ние да бидеме пред нив. Заради тоа што на тој начин НАТО ќе дојде на границата на Србија и што е поважно на границата на Србија со Косово. Тука ќе биде НАТО. Тоа ќе има возможи поголемо маневр за действување на сојузници. Кој споменавме Грција и Србија, остана уште Бугарија. Тоа беше последната посета која најмногу предизвика бура на некој начин во научната пред се јавност, но не изостана и политички коментари околу тоа. Дали требало или не да се слави заедно, да се подпише договор кој што со децении се подготвува. Кој е вашиот став околу тоа? Дали беше таа нужна и колку е корисна таа посета и зошто е важна? Апсолутно. Треба да имаме предвид и како ќе се премостат овие несогласувања, да речеме, внатре, бидејќи очигледно дека нема така лесно да се помине. Отпорот кон приближување наше со Бугарија не е случаен. Дел е од едно руско влијание во Република Македонија. Видовме и како доаѓал Лазански и кој го придржувал. Мислам, отворено е прикажана влијанието на руските разузнавачки служби во нашава држава и со политичките фактори, па и во владата на Република Македонија. Сега, оно што треба да го имаме предвид за Бугарија е нејзината улога и положба во моментов. Во изминативе 6-7 години Бугарија е на браникот на одбрана на западните интереси, пред се на американските интереси, визави Русија, и тоа посебно стана актуелно после конфликтот во Украина и рускиот обид да ја заобиколи Украина со гасовод кој што ќе носи газ во Централна и Источна Европа по друга траса. Бугарија имаше многу лукративна понуда со гасоводот Јужен тек, кој што требаше да служи баш за тоа. Меѓутоа, таквиот гасовод алтернативен кој што ќе заобиколеше Украина не беше во интерес на западните сојузници и Бугарија го изнесе товарот за да се блокира истиот. Што им се случи во тој момент? Одеднаш нашата влада заедно со Ципрас, Вучич и Орбан во Унгарија и со Ердоган им текна дека ќе ја заобиколат и Бугарија и ќе го направат турски тек. Значи, кога зборуваме за односите со Бугарија во моментов, Бугарија е најистурениот американски и западен сојузник на браникот со Русија. И од тука интерес на западните сојузници е Македонија да се хармонизира со Бугарија, за да може координирано да го спречат пробивот на Русија, кој што не е само преку гасоводите, туку и преку други канали. И во тој контекст многу е за поздравување што првата посета на премиерот беше спрема Бугарија, баш заради незината регионална улога, но и од една друга причина. Да се разбијат некои табуа кои што постојат во нашава јавност поради погрешни историографски податоци. Било, професоре, не е тоа. Тоа се нашите внатрешни проблеми. Ама и тие си имаат своји. Значи, не дека... Тие ќе ги решаваат нивните. Храброста е да се излезе од македонска страна и преку приближување до Бугарија да се отвори тој вентил. Таа зачмаеност која што постои кај нас и кај нив. Многу храбар потек и впрочем, многу сличен по храброста. Беше потегот на тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, кога во 99-та година проби една голема блокада кон Бугарија. Со декларацијата? Со декларацијата и не само тоа. Со прифаќањето на јазичната формула која што денеска изгледа како прилично нормална. Значи, некој во 95-та година, тогашниот Глигоров, од не знам кои причини,
реши дека ќе стави рампа спрема Бугарија, го измисли јазичниот проблем. Јасно е дека Бугарија не може да прифати чисто македонски јазик, меѓутоа понудените опции беа многу компромисни. И компромисни до ниво да се прифатливи. Зошто некој тврдоглаво во нашата земја 4 години не држеше одделени од Бугарија, откако тие ни ја дадоа главната помош за да го издржиме грчкото ембарго, тоа се прашање што ќе треба преку архивите да се открие. Знаете, двете земји, бидејќи од сите тековни дневно-политички проблеми, она што е најмногу е товар или габарит на сите од партиите, кои што имаат силна подршка во народот, не дека тие висат без никого, е идентитетот македонски. И значи и прашањето со името со Грција и идентитетските прашања се врзани за Грција и Бугарија. Како да сме ставени во ситуација да мораме да попуштиме во тој поглед за да добиеме нешто. Нешто е членство во НАТО под привремената референција и датум за преговори во ЕУ. Дали трајна стабилност и преживување на Република Македонија. Ќе ве подсетам. Истиот овој напис на Едвард Джозеф беше дека македонските националисти, тоа е насловот. Македонските националисти ја загрозуваат опстанокот на македонската држава. И тоа е вистината. Ама губењето на идентитетот е исто така прашање за кое што сите македонци се плашат. Идентитетот го задржуваме ако успееме да конституираме на солидна држава, на здрави основи, кој ќе се постави здраво спрема соседите. Бугарија ниту има можност, ниту има желба да влие на нашиот идентитет. Тие бараат само едно. А тоа е да ги признаеме како регионален фактор, вториот регионален фактор од Европската Унија, склучување на некаква спогодба која што во суштина ништо нема да им донесе ниту ним, ниту нас. Меѓутоа, ќе прекрши големата психолошка бариера која што постои во Македонија. Психолошка бариера која што е посебно форсирана од старите удбашки структури во Република Македонија дека Бугарија не е непријател. Бугарија не е сојузник и Бугарија има добиено задача од европските и од НАТО сојузниците и од Соединетите Американски држави да и помогне на Македонија. Во онаа посета која што имавме на нашиот премиер, немаше ни ронка за сомнеш во таквите искрени намери на Бугарија. При тоа, дали нешто ние ќе замижиме, па мора да замижите пред појаките и посилните од себе. Ќе прашам уште еднаш конкретно. Очекувате дека ние ќе добиеме покана за членство во НАТО релативно брзо со референцијата поранешна Југословенска република Македонија? Две опции се. Едната е преку решен спор за името со Грција, во што искрено се сомневам заради грчката страна. Јас мислам дека Грција не е спремна за решавање на спорот за името и дека само глуми дека е спремна за решавање на спорот за името. Поверојатната опција, меѓутоа, за тоа да се случи, потребно е Македонија да го изигра тангото до крај и конечно да ги отвори своите позиции. Ние цело време бегаме од дебата со Грција околу идентитетските прашања и се обидуваме да се зацкриеме. Значи го очекувам премиерот, министерот за надворешни работи, јасно да го декларираат ова, дека регионот Македонија е географски регион во кој што се наоѓа нашата држава и нашата држава не претендира на ниту еден начин на другите делови од тој регион. Па тоа цело време го зборува. Напротив, не. Како не? Па јас цело време го слушам со сите влади изминати. Јас не сум го чул од ниедна влада во оваа форма во која што јас ви ја кажав. Може би медиумски повеќе го слушам. Приказните дека ние немаме територијални претензии кон соседите се едно. Меѓутоа, приказната дека Македонија е поделена и дека во поделената Македонија може би треба уште да има 2-3 дела за да биде цела, е нешто друго. Значи, јас сум многу прецизен. Регионот Македонија, не етничка Македонија. Регионот етничка Македонија не постои. Регионот Македонија не е целина, туку е поделен во повеќе држави, а нашата држава завзема еден негов дел и е спремна и не претендира
било кога, било каде да дојде до обединување и враќање на териториите кои што наводно ни се одземени. Професоре, благодарам што бевте гости во Вестите. Да се чекаме да дојде Нимиц, па може би во нареден период да видиме што ќе се случи, ќе ве повикаме пак да искоментираме што се договори. Благодарам што бевте гости. Благодарам на поканата. Тоа беше разговорот со професорот Тони Десковски во очекување на доаѓањето на Нимиц и како коментар на се оно што на меѓународен план се случува во последно време во Македонија.